ова издание. Расте бројот на заразени од коронавирусот. Досега над 2800 смртни случаи на глобално ниво. Состојбата во САД стабилна. Трамп вели дека ризикот за американските граѓани е мал. Во Северна Македонија нема нови заразени, откако вчера беше регистриран првиот случај, соопшти министерот за здравство. А од политички вести, СДСМ и БЕСА најавија предизборна коалиција. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Нема нови заразени од коронавирусот, соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Рече дека состојбата на единствената пациентка досега заразена од вирусот е стабилна и повика да не се крева паника. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов пак нареди да се откажат сите училишни екскурзии во регионите во кои е регистриран вирусот. А еве како надлежните во САД се справуваат со оваа епидемија. Председателот на САД Доналд Трамп вели дека неговата администрација е подготвена да реагира на ширењето на коронавирусот. Може да се расшири малку, но може и многу. Што и да се случи, ние сме целосно подготвени, рече Трамп, нагласувајќи дека ризикот за американските граѓани е многу мал. Трамп ова го изјави денот како Центрите за контрола и превенција на болести во САД соопштија дека не е прашање дали, туку кога точно ќе се расшири вирусот и колку лица ќе бидат погодени. Досега има вкупно 60 случаи во САД. Има луѓе кои биле во Вухан, Кина, додека 42 лица беа вратени од крузерот во Јапонија. Здравствените официјални лица се загрижени дека вирусот може да се шири и во случаи кога лицата не знаат дека се заразени. Колорадо ќе биде 22-та сојузна држава во САД да ја укине смртната казна. Законодавците дадоа крајно одобрување на законот кој предвидува да се стопира оваа мерка. Гувернерот најави дека ќе го потпише законското решение. Колорадо има 3 лица осудени на смртна казна, но новиот закон нема да ги опфати нив. Тој ќе стапи во сила во јули и ќе се однесува за нови кривични дела. Последната екзекуција во оваа држава е направена во 1997 година, додека на национално ниво оваа година извршени се 4 екзекуции. Ново истражување на Галуп покажува дека 53% од испитаниците, предводени од оние кои се идентификувале како републиканци, се задоволни од позицијата на САД во светот. Таа бројка е за 8% повисока од минатата година, а е највисока од 2003 година. Галуп извести за остра партиска поделба, но таква за која агенцијата вели дека е вообичаена за последните 2 децении, зависно од тоа која партија ја контролира Белата куќа. СДСМ и БЕСА формираа предизборна коалиција. Заев најави дека нема да дозволи уцени од кои било партии и коалиции. Владимир Мирчевски со деталите. За прв пат се формира предизборна коалиција на македонски и албанска партија. СДСМ и БЕСА заеднички ќе настапат на предстојните парламентарни избори на 12 април. Според Заев, денешниот чин представува надминување на стереотипите и моноетничкиот концепт на партиите во земјава, прати пораки и до ДУИ. Што се однесува до другите албански партии и коалиции, сакам да ја уверам јавност дека како победничка коалиција нема да дозволиме да бидеме уценувани и нема да прифаќаме непринципиелни преговарања и договарања. Оние кои што ќе сакаат да се приклучат на победниците, ќе треба да ги прифатат нашите принципи и вредности за евентуално учество во владина коалиција. Дали денешната коалиција значи дека Билал Касами ќе биде носител на листата во 6-та изборна единица од која доаѓаат најмногу претеници албанци? Тоа што е важно, ние начелно се договоривме дека одиме заедно на избори. Последниот период ќе се договори програмата, а за кадровските прашања тоа ќе биде во интерес на сите граѓани. Сигурни сме дека кој да биде на листите ќе бидат најдобрите кандидати на двете партии. Во денешниот настап лидерот на СДСМ порача дека како што го нарече заробеното ВМРО од ДПМН треба да остане политички изолирано како ретрограден политички субјект. Коалиција СДСМ без. Со среќа. Има ли некој од партиите на албанците? Па во моментот мали се шансите да има таква партија. Предизборна, така? Предизборна, да. СДСМ и БЕСА во наредниот период ќе договараат распределбата на местата на заедничките кандидатски листи за пратеници. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.
А коронавирусот се одрази и врз берзите во цел свет. Ардита Дунелари јавува за последиците врз глобалната економија. Берзите од САД преку Азија до Европа забележа големи загуби во време кога Европа каде се појавил вирусот. Пазарот сега покажува дека епидемијата се уште не кулминирала и дека состојбата ќе се одрази на многу полиња покрај снабдувањето и туризмот. Коронавирусот предизвика страв и се поостри мерки од властите во многу држави, што резултираше во затварање и парализа на трговските текови, особено во Кина, втората најголема економија во светот. Во Кина има карантин врз 150 милиони луѓе. Тие заминале на одмор за нова година и не може да се вратат на работа. Освен компаниите, ефектот го чувствуваат и потрошувачите. Ќе видиме вистински негативни ефекти од заразата врз економијата. Веќе се случува. Например, Apple најави дека ќе има забавување во производството на iPhone во блиска иднина. Некој смета дека економскиот удар ќе биде интензивен, но со кузвек. Аналитичарот Марк Хамрик го споредува коронавирусот со ураган. Штом ќе мине, веднаш почнува обновата и активностите постепено се враќаат во нормала. За инвеститорите кои што се фокусирани на кус временски период, ефектот е реален, но инвеститорите кои се подолгороčno насочени размислуваат, ќе инвестираме и ќе дочекаме подобри времиња. Коронавирусот нема да биде последен патоген што ќе ја потресе економијата на различни континенти. Аналитичарите велат дека прашањето е дали државите и компаниите ќе ги научат лекциите од заразата и дали глобалната економија ќе стане поотпорна на идните шокови. Вирусот покрена прашања и за безбедноста при летање, поради што многу луѓе ги откажуваат летовите за Азија. Керол Пирсон за ова. Лекарите предупредуваат дека заразно заболување каде било потенцијално може да се прошири на секаде. Таков е случајот со ширењето на вирусот HIV и сидата. Друг случај е SARS или тежок акутен респираторен синдром. Тој беше откриен во Кина во февруари 2003. Како што сега се случува со епидемијата на коронавирусот, и тогаш владата требаше да изгради специјални болници. Во рок од 6 месеци, SARS се прошири во повеќе од 20 држави, во најголем број од нив преку авионско патување. Торонто беше особено погоден со повеќе од 400 заразени и 44 смртни случаи. Авионскиот транспорт е главен пат за глобално ширење на болеста. Помислете само колку работи допирате вие и десетици илјади други на аеродром или во авион. Студија од Институтот за технологија на Масачусетс покажа дека мал број луѓе на аеродром имаат чисти раце, а ако сакаме да спречиме епидемија, тоа се прави токму со миење на рацете. Се обидовме да ја пресметаме стапката на миење раце на глобално ниво. Претходни студии покажуваат дека 70% од луѓето мијат раце откако ќе користат тоалет, а само 6 или 7% од нив тоа го прават на исправен начин. Под исправен начин мислам на користење сапун и вода најмалку 15 секунди. Истражувањата покажуваат дека само 1 од 5 мина луѓе имаат чисти раце на аеродром. Николаидис ги зема за пример аеродромите каде заразите се шират многу брзо. Овие аеродроми имаат две карактеристики. Првата е што низ нив поминуваат многу луѓе и што тие се поврзани со многу други меѓународни аеродроми. Овие аеродроми се всушност најголемите во светот. Џон Кенеди во Њу Јорк, меѓународниот аеродром Лос Анџелес, Хитроу во Лондон, меѓународниот аеродром Хонг Конг и меѓународниот аеродром Пекинг. Николаидис пресметал дека ако 60% од патниците имале чисти раце, ширењето болести би можело да се намали до 69%. Според него, едукацијата на јавноста е клучна. Со оваа вест се одјавуваме за денес. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно!
Thank you.